10, а заведена во Собраниската архива од 1.12.4011-15.7 на Република Македонија. Покрај другите надлежности, Постојаната анкетна комисија има ингеренции да разгледува дописи на граѓаните и да зазема ставови по истите. Во својата поблиска парламентарна историја досега, во различни мандатни состави, Постојаната анкетна комисија согласно нејзините уставни надлежности заседавала по поднесени представки од граѓани и издруженија од 2020 година, кои се однесуваат за работа на пленумот и на работните дела. При тоа појасно почнува источно семејство. Знаеме дека ништо и никој нема да ги гради нашите деца. Ниту ќе ни овозможи последен поздрав со низ. Ниту една сила, ниту еден збор не може да ја надомести нивната загуба. Ние не се парализираме. Ние продолжуваме. Трудејќи се да ги заштитиме од се што може да им го одземе детството. Но за жал, тие животи трагично згаснаа во еден миг, во една ужасна трагедија, предизвикана од неспособноста, неодговорноста и корупцијата која ги опфаќа сите нивоа на власт. Секој од нас, секој родител, секој граѓанин на Македонија мора да се запраша. Што ставува со нашите животи ако ова може да се случи? Каде е безбедноста што треба да ја гарантира државата? Што го прави човековиот живот вреден и заштитен? Едно погрешно запалена искра. Туку последица на системска пропустливост која го загрозува најосновното право. Правото на живот, безбедност и праведност. Нашето барање е овој случај да се разгледа како сериозна повреда на човековите права, со посебен акцент на правото на живот. Ода што го доживеавме не е само институционална неефикасност, тоа е системска опасност за сите граѓани. Надлежност во овој случај има Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, СВР-штик, ОВР Кочани, Инспекторката за економски криминал при МВР Кочани, градоначалникот и општинските инспектори, Државниот пазарен инспекторат, Министерството за економија и труд, Државниот инспекторат за труд. Ова не е трагедија што се случила сама по себе, туку трагедија создадена од системски пропусти и неглиж. Дополнителна болка нанесува фактот што истрага да се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Началници и инспектори се движат слободно како да немаат никаква вина. Загубата е неповратна, но врската на државата и нејзините институции и носители на функции во нив се тука. Не предел ништо. Од тој миг стана јасно, а денес е несомнено, дека трагедијата се случила поради сериозни пропусти на институциите, проследени со корупција и години на безредие. Се појавиат толку многу неправилности, што со право се поставува прашањето. Кој родител денес би се чувствувал безбеден да го пушти своето дете во кој било локал, ресторан или дискотека? Инспекторат. Несватливо ни е поради кој причини во истрагата не се вклучени и актуелните функционери на истите позиции пред корупцијата и криминалот, а чувството на безбедност е изгубено за секој обичен граѓанин, додека големите остануваат за законот. И да се гарантира дека правото на живот и безбедност ќе биде приоритет за сите граѓани. Трагедијата што ни се случи не ни украде само иднината, туку ја разоткри горчливата вистина дека основното право на живот в Македонија не е гарантирано. Тоа е на човековите права со акцент на правото на живот, безбедност и правична постава. Бараме да се послушат сите одговорни кои на конкретниот настан не ги презеле сите мерки во нивна надлежност од сите вклучени институции. Последица е пожарот од нечинење, корупција и криминал. Сослушајте ги сите релевантни институции и функционери кои носат одговорност и обезбедете дека нивните пропусти и неправилности ќе бидат јасно утврдени, пошто соодветните институции ќе бидат информирани за да делуваат.
Подигнете парламентарна истрага пред анкетна комисија со цел да се откријат сите слабости во системот и да се запре корупцијата која ја прави Македонија небезбедна. Предложете итни измени во законската регулатива за угостителските објекти со цел создавање на јасни безбедностни стандарди и зајакнување на контролата на инспекцијските органи. Доколку се утврди дека постоела масовна повреда на човековите права, поведете постапка за утврдување на одговорноста на сите лица одговорни за трагедијата. На граѓани на Македонија, човечност, емпатија и пред се родителска грижа и љубов за мир и спокој на нашите ајки. Дава одговор на нашето барање за институционална и еднократна финансиска помош. Единствениот допис што го добивме е од 10.10.2025 година, во која беше наведено дека веднаш по завршувањето на изборниот процес, вашето барање ќе биде разгледано. Хвала. Молам само членови да се окренат дневниот ред. Преминуваме на расправа по точката од дневниот ред. Со ова сакам да искажам колку слабо сите не погоди оваа ужасна и незамислива трагедија. Како мајка, знам дека не може никој да даде одговор ниту утека на тоа зошто